треба. Многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева. Секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Light, camera, action. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не е вреден, ако Миро не го живееш. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не е вреден, ако не го живееш. Браво, 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 браво. Дајте еден аплауз за Јордан Митев и Либерове. Има ли поубав почеток на една забавна емисија кога ќе кажете дека треба да наздравите за љубов, затоа што треба да го славите животот? Сите ние многу пати знаеме да кажеме дека многу работи се битни во животот, но здравјето е најбитно. Затоа, дами и господа, Македонијо, останете на Алфа телевизија, бидејќи започнува новото шоу Вечер по 8 со Миро Кацаров. Вечерно шоу без цензура, вечерно шоу без филтер, шоу каде што најпознатите јавни личности настапуваат. А вие, драги мои македонци и македонки, удобно сместете со вашиот тросет двосити фотеља, бидејќи ги започнуваме токму сега и токму вака. Да, штото го започнува новата вечерно шоу со Миро Кацаров, вие сте на вистинската телевизија на Алфа. Останете бидејќи следува одлична програма. Одлично вечерно шоу за деца и возрастни. Шоу во кој што ги имате Либеро Бенд и ги имате најпознатите јавни личности од Македонија. Затоа сме едни од најгледаните, затоа што секогаш имаме нешто каде што најчесто го одмараме мозокот од секојдневните политики, од секојдневните финансии, а богами и војни. Затоа овој пат љубовта ќе ја славиме со музика, а музиката е единствена азбука каде што ја говорат или ја говори целиот свет. Сите оние емоции ќе ги преточиме во убава песна на македонски јазик. Еден од нашите најдобри, моментално најпопуларни пејачи, кој што е негува македонската музика, кој што го негува македонскиот јазик и буквално пари, жали и гаси секаде кај што ќе се појави единствениот, величествениот Јордан Митев, затоа го поканува во емисија. Кога пред 2 години ја водев Пастрмалијадава, ти беше пред сите пејачи и луѓе повеќе дојдоа за тебе него за Петра Грашов. Како да не го кажам тоа, македонски изведувач си. Нема ништо лошо во тоа. Милуме што е така. И така беше. И што се сеќаваш на тој момент. Текот на времето сватив дека тебе те обожаваат, не те сакаат. Да. Тогаш не си бил информиран најверојатно доволно, ама сега си повеќе од информиран. Да. И морам да признам дека песната ти е една од неубавите македонски песни кои што верувам ќе влезе во историја. И ќе биде Evergreen. И тоа е наша дома заедничка песна. Татко ми е многу сак. И најчесто кога ќе седниме на слава на роден ден, знаеме да ја запееме твојата песна. Да, тоа е песна за 100 години, а може би повеќе. Така што го славиме животот, го славиме љубовта. Да. Го споменуваме Бога. Се што треба се спомнува. И ете, не само што сум јас изведувач на таа песна, мене ми е драго што јас сум автор на таа песна, комплетен автор. Не само на таа, него на сите мои песни. Така да среќен сум што Господ ми даде една таква инспирација да излезе таква песна која што мислам дека ќе остане забележена во
во поновата македонска ново создадена песна. Македонска историја и песен. Така, а сега друштво ќе му брава две девојки. Две девојки кои што мите како да се интересни сами по себе. Едната од девојките е феномен во Македонија. Станува збор за девојка која што ми доаѓа надвор од границата од Македонија, а го зборува и негова македонскиот јазик. Станува збор за М Вендета! Е сега, едно од твоите другарки која веќе ти е колешка, која што исто така ти помогна за телевизија, во телевизиски води да влезеш, е моја поранешна колешка, која што моментално е водителка, инфлуенсерка, Ивана Јанковска! Сега вака, пошто ти ги реметиш гостиве, ги реметиш, ти многу реметиш, сега ќе те реметам тебе. Вика вака, игра, која што се вика вистина под притисок. Секој гостин, ние сега немаме картици, но сега овие прашања да ги поставам влече по една карица. Например, дали имаш или која ти е најголема тајна, која што не се кажа онака некоја фантазија од главата? И јас не можам да Не можеш да одговориш? одговорам ова прашање. Немаш тајна? Имам, но Моментално не се кажува. Не сака да ја каже. А не сакаш да ја кажеш? Ти си запнал се да знаеш. Добро, аха. Па таква играта, ова се вика вистина под притисок. Мислам, хело. Ивана, ајде сега да не ја само. Кој од присутните би го одвела на состанок? На состанок? Да. Од сите присутни? Па, И позади камерите? Да, па и белешки отлагаш и травоко. Знаеш како, не знам како се... Не, ти не гледа навака, не гледате там. Не знам како се со статус, така што ќе си ја земам емче, затоа што со неја за секојдневно си комуницирам, би однала на состанок, мислам дека ќе си поминеме добро. Вие другите ми сте во... Но може да ги прашаш како Статус. чега. Кој онака ти од тука симпатичен да го одвешеш на состанок? Сите сте симпатични. И За уште во се смееш така? кафанче може да си седнеме. А? Сите сте симпатични, за во кафанче нема никаков проблем, така емче? така. Најлудото место кај што си имаш бакнато. Леле, господе. Има многу место. Има многу место, но Во така најнекое фрик место. фрик место. Да. Епа, има многу, не може да ти кажам сега. И ова не ми го кажуваш. Ти мислиш, каде? Аха. Ти да Добро. мислиш ти рече, да се замислиш што би било таа. Ја, мојата фантазија е многу по-различна од твојата. Добро, Ивана, Ајде. може ли сега ти да бидеш? Сега тебе ќе ти поставувам прашање. Ти, дали би била со некој, ако некој е само физички привлечен? Ако некој е само физички Да, привлечен, да. па сите најпрво не привлекува реално физичкиот изглед, за да го запознаеш. Сигурно не знам што носи во глава доколку не ме привлече било како или доколку некој не ме запозна или се случи сплет на А околности. кој онака ти е забранет тип? Кој тип не сакаш да гледаш, знаеш дека онака дека овој тип не е за мене, овој тип може да ми изневере, овој тип може дома да ми нанесе проблеми. Кои се тие типови за тебе што никогаш што онака баш ти се забранети, а онак потајно ги посакуваш? Сингл си, сега мора ти постојано ги посакуваш. Ако нема никаков проблем. Јас по закон некаде да ми забраниле некој тип, не знам добро, искрено. добро. А има типови пример што би преферирала и што не би преферирала да Кој бидат тип за не го мене. преферираш на пример ти? Со тек на време си научив да бирам тоа што ми одговара сега, односно тоа што ќе ми дозволува да си легнам мирно навечер, а тоа се луѓе кои што
Ете пример, не женети типови. Може така да ти одговорам? Да, па сега на модерно време се Модерно вели време. да оние женети типови, женети мажи се на мода, барем Не ја така знам да мислам. ти кажем Не знам, ја не добивам пореки никако, јас сум толку многу папучари, ја цело време ги ставам, жена ми детето на Инстаграм, никој не ми пишува. Сварно? Нели Ива? Озбилно, озбилно, туку и сите знаат дека јас сум женат. Добро, идеме ти, госпогице, дали уште едно прашање, после идеме со друго. Што би направила ако бившиот ти пиши ми фалиш во 3 сабајле? Во 3 сабајле? Ако ти пиши бившиот. Ако ти... Is you right? Епа, дојди дома. Гарант не го разбра прашањето. Зафрика. Се возбури се. Бивши да не си, па да не ќе одиш дома зата. Леле се возбури, човече, не бе не кај бивши нема врска, ама си викам дали е могуќе, дали го разбра, дали не го. Сега вака. Јордан, дали денес е поважно да имаш хит или скандал? Луѓето во соседна Србија најчесто за хитови, најчесто за популарност и за бројки прават различни скандали. Се караат меѓу себе, се плюкаат, се пцует, така натаму и добиваат на популарност па организираат концерти. Што мислиш на тоа ти? Се зависи од артистот, уметникот. Реално, ако ги погледнеме сите сериозни артисти на Балканот, Добро? сериозни, Сериозно, да. од типот на, еве ќе почнам од Здравко Чолич, Здравко тоа нема скандал. Дино Мерлин нема скандал. Жерко Јаксимович, Саша Матич, ако веќе нели оди Да, на ако таа. вие помладите нема скандал. За мене се репер такви артисти, ова сето друго за мене е, како да ти кажам, купи ден продај. Добро, интересно. Така да јас на таквите кои што сакаат да се вадат на скандали, мислам, Кога се пробиваш, доаѓаш од мало место од Македонија. добро, Имаше поддршка од позади, имаше луѓе, имаше мокни родители, имаше мокни пријатели што те гура, имаше ветер у леџа, имаш оноа морам да пеам јас, као Чичо ти стринот, Вујко ти се јавува за тебе, или едноставно се сам напред. немаше ветер, имаше многу сонце на нивата. А имаше и денови кога имаше ветер и дожд, да, ама на нивата, Значи доаѓаш сам, да. талентирано дете, Па не амбициозно. сам доаѓам со талентот, доаѓам со Божја помош, со добра мисла, со добра амбиција и со едно скромно семејство кое што секогаш вели оди напред. Ние што можеме, А како го вие талентот кој веќе спомна нивата? Како го вие талентот? па Од мал? многу мал. Значи јас повеќе, ако не била таа снимка, најверојатно нема да се сеќавам. Имам снимка како пеам на 3 години. Дојди Лено на Перниче Бело. 89-та година. Еј, како беше таа песна? Дојди Лено на Перниче Бело, да ме грее топло тело, да ме греат раце нежни, долги ноки зимски снежни. Ајде, Либеро! Еј, дојди Лено на Перниче Бело, да ме грее топло тело, да ме греат раце нежни, долги ноки зимски снежни. Да. Значи таа снимка е направена 89-та година, некаде август месец и мислам дека тогаш ќе излезе на исто песната. Така да талентот си го носам јас од многу мали нозе. Добро, дали македонската публика е прибирлива или на пример као неблагодарна? Ке направиш спот, ке направиш песна, ке направиш хит, нема да ти ја примат, ке го слуша Таца Лукас. Ке направиш ова, ке инвестираш, ке уложуваш, ке го слушат, немам поема, Сашо Ковачевич. Дали мислиш за тоа што имаш ти фанови во македонската публика, но си еден од ретките. Па сум еден од ретките затоа што Зошто? секогаш мислам спротивно од многу луѓе. Зошто? Затоа што треба да видиме, значи прво кога нешто не е добро, кога нешто не оди работата, треба прво да тргнеш од самиот себе. Добро. И јас секој пат сум велел, значи ако не помине нешто, во ред не помина сега, треба да следниот пат да бидеш подобар. Треба да бидеш подобар. И така кога ќе се направи еден квалитетен продукт со текот на годините, мислам дека луѓето ќе го прифатат. Добро. Пред идеме со прашање, дами и господа, драги македонци, на моите две исто колешки, морам да ги поздравам нашите спонзори. Автоклиника Фурка, Земи пари, Петроел, Црво експрес, Аутовелт,
Джико, Игротека Томи, ресторант Цезарица, Мобилзон, местна индустрија, Микс Свети Николе, Магнезиум Медикал Спа енд Центар, Оптика Визус и Аморе Мио, аутлет за бредирана гардероба во Гевгелија. Мислам дека сите ги кажав, подоцна ќе имаме и поклони и Петроил се извинувам. Подоцна ќе имаме поклони од нив, а бога ми од ресторант Цезарица ваучери за јадење. Кажи ми, Ивана, колку водителот на Вистина има слобода да прашува што сака во Македонија, во македонските медиуми, а бога ми сега и со тоа што пола од јавните личности имат суета, имат свој каприци. Многу долго си водител и знаеш дека ти можеш да прашаш се, но после емисија ќе ти биде кажано, те молам, скрати го, не може ова да оди, ова не е добро за мојот, као да ме, не е добро за мојата кариера, вака, така, да, точно. И многу често добиваме дипломатски одговори. Апсолутно. Дали некојаш, например, ти било сугерирано што смееш, што не смееш да прашуваш, например? Тоа, ама ти го кажа после емисија, дали пред емисија има јавни личности, Ивана, те молам, ова не ми го поставај прашање или ова да ми го постави? Искрено да ти кажам, многу ретко се случува тоа. Не знам, само Девито можда бил така малку по-специфичен со прашања и во главно другите биле многу отворени. Дали, не знам, веруваат или очекуваат дека нема да им биде поставено кој Еве, нешто. ти сакаш телевизија. Дали телевизија денес губи трка со социјалните мрежи? На социјалните мрежи? Со социјалните мрежи. Не го сметам тоа. Телевизијата си има една публика, социјалните мрежи си имаат друга публика. И ти ја сакаш телевизијата исто како мене, така што ќе се согласиш со тоа. Телевизијата си е различен медиум од социјалните медиуми. Ја многу пати дебатирам Либеробент. Ве гледам вие на социјалните медиуми и те како сега имате нови видеа кои што Гледаме да сме сеопфатни, бидејќи ни треба секаква публика и заклучивме дека мора да ни има на сите медии. Добро, ама значи ти мислиш као Ивана дека и таму има публика и овде има публика? Нормално, секој медиум си има своја целна група, како што каже Ивана, така да најдобро е да се сегде застапени. Знаеш зашто зборувам јас? Извинете, прекинав, ама сакам да ти дадам да правец кај што е, затоа што спонзорите најчесто знаат да кажат телевизијата умира. Па зошто има Лига на шампиони на телевизија? Зошто има Формула 1 на телевизија? Зошто има Дневник на телевизија? Извини, малку ќе се вклучам. Ако? Предноста на телевизијата е што може да биде и на интернет платформите. А интернет платформите не може да бидат на телевизија, така е. Но тоа зависи од самата политика на телевизијата, значи колку се спретни да тие двете работи ги искомбинираат. Види, ама на мене телевизијата е по-сериозен медиум. Апсолутно не можеш да зборуваш што ти... Не можеш да цираш било каква содржина и тоа е најдоброто нешто во телевизијата, според мене. Па и не може да води секоја будала, знаеш, сега ти го ќе видиш има милион подкасти. И сега милион такви абдали кои ќе искочат и се они многу интересни на рилсови, знаеш, куче не можеш да му дадеш да води, не емисија да води, а на крајот од денот ме разбираш он не сериозно, муабетов ми е тоа. Точно е тоа. Не, точно е тоа. Така и сега на крајот, да, има некои спецификации кои што ги бара телевизијата. Има некои работи кои што се критериуми, нели? Алгоритмот на Инстаграм, но тоа е моје мислење, затоа вас го прашувам. Јас апсолутно ќе се согласам со тебе затоа што тука примери снимателите кои што се позади камерите да решат да бидат на YouTube и да имаат своја емисија, подкаст, како и да се нарекува, можат. Секој може. Убаво ги подели тие две работи. Дали инфлуенсерството, например, ти си инфлуенсер, се појави кој инфлуенсер, е професија или само е тренд моментално? Мислам дека инфлуенсер сега е не тренд. Значи професија му е дојде, професија, да. Бидејќи има како колаборација со големи фирми, различни бренди, кампањи, да. Пак доаѓаме на тоа дека инфлуенсерството се заработува добро, а например ти имаш колку следбеници имаш? Сега 67. 17.000. Да. Тоа е многу добра бројка. Одлично. Сега она почнува прво да зборува македонски, од каде доаѓаш? Од Кенија сум. Од Кенија. Да. Колку време си во Македонија? Сега 6 години сега. 6 години. Да. Твојов знае кенијски? Кој? Маш ти? Маж ми? Да. Маж ми не знае. Еба не знае, ти знаеш македонски, гледаш? Епа, јас вака. Јас доаѓам од други земја. Добро. Кенија. Кенија Африка, ако не се лажам. Кенија во Африка, да. Да.
И македонски јазик е еден од најтешко Многу е јазик. Стварно, многу. Но има многу падежи, многу страшен е, да. Јас многу трудам. И А па штипски колку е тежок? Тежок. Требам време. Полека, чекор по чекор. А тоа твојот не ли учи кениски? Кој? Маш ти. Бидејќи Што? Не знам. Епа ако сака може да уча, но не сака. Не е интерес. А го носиш ли за Кенија? Иде ли за Кенија? Иде ли за Кенија? Да. Одите? Да. И што правите у Кенија? Леле Господ. Свадба у Кенија. Како изгледа свадба у Кенија? Тука свадба со либеро бенд. Не мине свадба у Македонија без либеро бенд. Тоа е македонска свадба. Младожењето невести либеро бенд. У Кенија? Епа многу помине. Епа беше само мажи ми беше само една бело. Бело бе, не ке работи се забранете. Бело не. Само еден белец. Пример кај нив, како она што ми го кажува тоа, дека јас му кажав на Мики ке дојде само мојата, као демек, блиска фамилија. И Мики кажува, јас доаѓам единствен белец, тие таму се собрале, кај нив блиска фамилија, 800 луѓе ме пречекуваат. 800? 800, вика, црни луѓе ме пречекуваат. Јас одам изгубен, реков, што е сега работата? Само што убаво би било таа да го каже тоа. Па се мат, а 800 луѓе имаш фамилија? Не фамилија. Епа пријатели, комши, пријатели. 100 први брачети. 100 втори. А чекај, имаат ли многу браќи и сестри? Колку браќи и сестри имаш? Имам 3 брат и 1 сестра. Значи по 4-5 деца се. Ние 800 луѓе имаме во армијата на Република Македонија. Толку 800 луѓе. Сега по 4-5 и тоа е само за welcome party, како што го 10-15. кажа. Чекај за велком, значи они си имат паричка Кенија таму. Знаеш како се прават? Ние тука за свадби кредити вадеме, а они си браво. Епа, јас кажам мајка, јас кажам мајка ми дека само сакам мало забава. Само мало. И разбуди и маж ми праша што ова? И јас не знам. Јас не знам ништо. Да. Што е тега да се мажиш со македонец? Се залюбиле луѓето. А кај се залюби? Кај се залюби, Ивана? На Инстаграм. Запознаем од Инстаграм. Да. Јас бев учителка во Тајланд. Браво. Да, и маж ми дојде во Тајланд. Дојде во Тајланд и така се запознав. Так. Браво, дајте една аплауз. Која е најчудна свадба? Со 800 луѓе гарант не си свирила некоја свадба. Или има такви со 800 луѓе? 800 сум имал, мислам, во Турција. Во Турција? Да. Кај наши македонци во Кај Турција. наши македонци? Да. 800? Да. А наши македонски овде докај 500-600 имало свадби. Да, во Струмица се прават големи свадби. Ќе правиме ли нека убава песна македонска? Која песна сакаш да ја запееме? Мислам дека сега е спремна За тебе. Ајде. Каква среќа ми те донесе, кој те створил како за мене. Кога не можам јас да продолжам, кога не можам да издржам, кога животот ме крши на пола, ти ми даваш сила голема. За тебе, душо, за тебе, милион пак ми жијаш
Само за тебе, мила, за тебе, ова мој лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион пат не жија шума, само да си крај мене. Само за тебе, мила, за тебе, ова мој лудо срце изгоре. Се што било да заборавам и во темнина да си најдам спас за ваков човек како што сум јас. Кога сум на врв и кога сум на дно, заедно во добро и во зло. За тебе, душо, за тебе, милион пат крижија шума, само да си крај мене. Само за тебе, мила, за тебе, ова мој лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион пат крижија шума, само да си крај мене. Само за тебе, мила, за тебе, ова мој лудо срце изгоре. Ова мој лудо срце изгоре. Може. Одма прашање. Да. Ајде. Да би бирала гостин што е познат, ама тивок, или некој кој не е толку познат, но е лут и интересен? Бираме гости што се моментално актуелни, така што да е познат па нека е тивок. Добро. Попрво би одбрала брз и краток разговор или долг, емотивен момент на шоу? За шоу? Да. Па, зависи за што се зборува, не знам. Повеќе сакам брзо и кратко да биде. Гледате ли што зага? Ама знаеш Нема како? тако брзо, ама кратко нема. То зајците. Зборував за конкретно во шоу за прашањата. Ама ако нема проблем. Јордан, Готово. вашиот најголем хит е Наздрави за љубов, наздрави за среќа. Со која песна од ваш колега или колешка би наздравиле за љубов, а со браво. која за среќа? Па има многу песни. Јас ги пеам сите познати песни од моите колеги, немам проблем да ги испеам. Само со која, нака, ке на здраве за љубов, со која, која ти онака? Па нема таа единствена наздрави за љубов што можеш да наздравиш. А со туѓа песна, со која би наздравил? Може, ај да беше стрела песна, ај любовна. Да ја пуштам право крај не. И Да. во срце. Може и таа, може дали чека стара мајчица. Да речем. Вред, можете да ни наброите 3 причини зашто публиката ве сака и одговорите без лажна скромност. Кај мене нема ништо лажно, поготово скромност. Тоа ми е за некого мана, меѓутоа јас сметам за доблест. Зошто публиката ме сака? Да. Па мислам дека сум искрен кон работата што ја работам. Мислам дека знаат, втората причина знаат дека јас веќе 20 години наназад нема година, а да не направам 2, 3, 4 проекта, па и цели албуми во една година. Значи имам многу песни. И третата причина, најголема, затоа што јас сум искрен во моите песни, бидејќи јас сум автор на тие песни. Кога си автор, тогаш таа емоција е реална. Јас сум направил пример албум со мои познати колеги од авторството, на пример, да не ги именувам сега по име и презиме, но некако тие песни, бидејќи се туѓа емоција, туѓа мисла,
не можев комплетно да се поврзам со нив. Додека јас тоа што го пеам и што го пишувам, јас тоа искрено го мислам. Ако го имате искрена порака, таа искрена енергија допира до публиката. Мислам дека тоа се главните причини. Ова ред. Емче. Дел си од емисија која во називот го содржи зборот звезди. Дали Македонија те направи звезда или ти ја освои Македонија? I think I won the hearts of Macedonians. Зошто јас сега е звезда? Она преку ноќ станат звезда, може да ја помогнам? Да. Преку ноќ станат звезда затоа што поставила на TikTok видео кое што не планирала воопшто да го објави на TikTok, си легнала да спие, станала со милионски прегледи, не знам колку прегледи имало и така почнува. Што има видеото? Што имаше првото видео? Мислам беше како TikTok challenge. Од некој песна, не знам кој песна, но јас само оставам за фан и јоди да спијам. И ако разбуди, имам многу views. Многу пораки. Да. Јас многу сакам кога ги гледам рисловите африканките кои играт на афричка музика. Знаеш да играш? Да, афричка музика? Да. Епа да. Ама сакам, ајде да ме научиш. Не, озбилно. Ајде! Афричко! Ај покажи ми! Ајде! Ето не афричко! Ето! Ај уште едно, друго! Уште едно прашање за тебе. Твојот акцент е твојот заштитен знак. Те нервира ли кога некој ќе ти каже колку сладко зборуваш, наместо колку добра водителка си? Епа, сите е комплимент. Зошто... И двата комплименти се позитивни. Да, и сите Го измачиш ме девојчето. е позитивни Те комент. утепавме. Да. Супер беше, дајте една аплауз, дај одлично, леле. Продолжуваме со Јордан Митев. Напред, дали може би постои хит, извинете, што посакувате да биде ваш? И некоја песна, например, што сега жела добра како. Има пример неколку песни кои што излегува во последниве неколку години, кои што се пеат редовно. Например, се пее редовно Велат не нема од Владко Миладиновски. Многу е популарен Владко Миладиновски, кој е таа Велат, ја не Се знам. пее Мајка од Спасен Силјановски. Значи има неколку песни кои што успеа и јас би сакал да се мои, но... Браво, супер искрено. Браво, Јордан. Да. И рангирајте пари, слава и љубов. Што е според вас најважно? Па, од третото ќе почнеме. Кога има љубов, тогаш останатите две работи си доаѓаат по природа на нештата. Нормално треба и други фактори, но на прво место е љубовта. Љубовта е слога. Затоа што само љубовта може да го одржи човек, да издржи и во тие неубави моменти, затоа што дали во брак, дали во работата, значи не е се така сјајно. Но ако има доволно љубов, Да се согласувам. да се према работата, Се према согласувам. сопругата, према другарството, према колегите и така натаму, Согласувам. значи било кој момент неубав ќе се надмине. Согласувам. Одлично, дајте еден аплауз. Нашиве соседи знаат да кажат кај што има слога, има и Бога. Апсолутно е така. Ивана, од моите спонзори имате бесплатна проверка на диоптија, Оптика Визус. Повторно имам нови научари, да, е повели за тебе. А од Оптика Визус за Јордан Митев, Оптика Визус Максим Горки и Македонија улицата и за нашата колешка. Исто така од ресторант Цезарица, нашиот спонзор, имате ваучери од 2000 денари да си къснете убава македонска храна. Цезарица се наоѓа во Илинден. Повели Иванче. Повели. Има многу убава храна,
и одлична атмосфера и одлична музика, убав амбиент. Да. Сега нашите или моите ководителки од Макс Модел ќе ги поделат и другите бидејќи заслужија поклон. Сега си имаме малце пауза, драги мои, бидејќи време е за пауза и да ги прочитаме нашите спонзори. Земи си пари од zemipari.mk. Многу едноставно, дури неверојатно, драги мои, со 0% камата од 6.000 до 90.000 дена и тоа до 60 дена 0% камата. Значи, или може да си земе такове мрзе да сурфате или да искачате од дома на 13.515. Дали имаме спонзор? Црво Експрес, апсолутно. Не дозволувајте да ве вози било кој. Ќе ве возат Црво Експрес, ги имат недобрите понуди. Подоцна ќе прочитаме за Рим, имаат одлични великденски понуди. Од нашиот спонзор Pet Royal, моментално сите сме фул регистрација истечена, пази Safe City, технички преглед. Pet Royal во Ново село, имат и 10 литри гориво без пари. Така да се на едно место, најповолен технички преглед, брокер кој брзо, лесно ќе ви понуди осигурување на вашето возило, кога регистрацијата ви истечена. Да, па пак ќе си дојдат ние. Ние си даваме поклончиња. Кој друг? Што? Како ти домраз, многу сум, да. Добричина. Аджико, ќе ги поздравам и јас. Твоите спонзори, да, се ногеат во Скопје, во Рамстор, Куманово, благодариме многу. Аджико имат од Хаусберг, ова е линија која што е за домакинство, пријател на секој двор, домакинство, куќа и моментално имат одлични подароци за Великден, онакви јајца, онакви зајчиња, се што ви потребно за вашиот дом да изгледа феноменално и убаво. Благодариме. Дами и господа, имаме одлични песни, имаме одлични зафраканци, имаме одлични игри. Сега на сценава поканувам дечкото кој што има рубрика во мојата емисија Вечер по 8, еден лик кој е веќе застапен насекаде, еден одличен дечко по име Саша, а го викаат Газдата на црво! А мене сега ми текна газдите седат тука. Што си ми застанал тука? Ти си газда и седи тука. Повели. Удобно смести се, удобно. Прво кажи убаво ли те? Убаво ли е да си мир? Не знам. Сите сакат. Кажи се, што те маче? Абе ти шокола имаш? Абе седи сега скромно општество, БМВ. До шија. Ке ми ја запалат, ке те скинам. После ова. Ај, кажи ми, што прво се расипува на БМВ? Дизните ли? Не. Што? Шоферот? Па некој ти ја кажат зади ки скинам тоалетна хартија. Добро, шоферот си пану уште на раѓање 86-та година. Кажи ми, а ти како шофер, кај ќе ги водеш твоите за Великден? У Рим. Така, кај ти ја понувата за Рим? Па ми доаѓаш со празни раци. Немаш ништо, не ти донесува. Добро, имаме одлична понуда на crvoexpress.mk за Рим. Значи, драги мои, одлична понуда за само 370 неколку евра, ако не се лажам. 3 ноќевање на Рим, разглед во Ватикан, разглед во низ центарот на Рим се разбира, бидејќи тоа е вечниот град, а во вечниот град и почнува или од таму почнува целата цивилизација. Не заборавајте, Црво Експрес ги има оние најповолни цени не само за Рим, и во Грција, и во соседна Бугарија, а ако не се лажам, се многу популарни и по Будимпешта и Виена. Поздрави кој ако ти праша. Што? Кажи. А со БМВ-то можеш ли да стигнеш до Најроби? До Најроби. Не знам што е тоа. Главниот град од кај што ти е гостинката. Шахмат. Човек, ти па знаеш ли кај е Најроби? Не. Јас не знам. Значи 2-0 воде Црво Експрес! Бум! Се враќаме нас во студиото Вечер по 8 со Миро Кацаров, убав ден, четврток. Не забравяйте, нашата реприза е
во сабота нешто после 18:30. Многу убаво кога вака фамилиарно ќе гледате оваа емисија која што е буквално за деца, а и бога ми за возраст, има убава музика, убав разговор, има смеење, има песна, а бога ми има и убава атмосфера. Кога сите тројца заедно во прави шоу, кој од вас најмногу живее од Димич? Ивана, дали живееш од Димич? Живееш. Дали денес талентот е доволен без маркетинг? Па не баш. А не баш. Кој има најголема одговорност кон младите? Кој има најголема, тешко ти ова прашање. Кој има најголема одговорност кон младите? Родителите? Не знам. Добро, да, но и збореви јавните личности, спортисти, фудбалери, бидејќи ги гледат од нив. Дали јавноста сака искреност или спектакл? Спектакл. Добро, ако утре иште на социјалните мрежи, кој губи најмногу? Дали губи инфлуенсер, дали губи продуктот што го рекламираш? Сите губи. Сите. Сите. Одлично, добро. Една песна која што ни буди многу емоции. Дали може сега да ја спееме? Ајде. Да ја запееме, се извинувам од македонската фолк икона Гоце Рудов. Дали чекаш стара мајчица? Čekaš, stara majčice, pismo da ti napišem, da ti ispratam. Da li čekaš, stara majčice, glas od sino dalečen, ne zaborave. Pamti me po dobro, ti majko stara, dušo stradalna. Kamena da sam student tebe, ke te spomnam, proška da ti pomara. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara. Koga ke se vratam, sonce da mi grejne duša, tebe da te pregarana. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara. Koga ke se vratam, sonce da mi grejne duša, tebe da te pregarana. Па дали има поубаво кога македонската песна ќе биде испеана од еден од добрите македонски пејачи, поддржано од еден од добрите македонски бендови. Дајте еден аплауз. А македонската најдобра емисија е поддржана од игротека Томи, кој што вика сакаш родена кој ќе се памети. Во Томи се спојуваат игрите, забавата и елегантниот амбиент за совршена прослава, драги мои. Најдобрата игротека се наоѓа во кисела вода, се извинувам. Игротека Томи кој што сите се весели насмејани. И кога повозрастните ќе дојдат таму, нема да биде досадно, бидејќи најдобрата е Томи кафе бар. Има одлични чаеви, има одлични кафења, има одлични цени, а најмладите ќе си идат дома и малци спотини, но пред се забавни, разиграни и весели. Морам да ги потенцирам нашите спонзори Мобилзон, кои што имаат мобилни телефони и галантерија или се тата мата за тоа. Продажба на нови мобилни телефони, замена за старо ново, сервис на телефони, така натаму. Нашиот спонзор кој што датира од 1960 година. Замислите, Мик Свети Николе. Единствени Мик Свети Николе, стар квалитет, нови современи дизајни на полиците ширум нашата земја.
Не си играте злато мое со местни производи, купувате проверен бренд. Вик Свети Николе, задоволството е во секој залак. А кога телото имот или умот како на мене моментално после овие истрпни емисии ми бараат пауза, дозволете си во недоброто Магнезиум Medical and Spa. Се наоѓа во Виница, во добро познатиот Центро Бизнис. Термоминерални бањи, сауни, парна бања, турски јамам, релакс соба, соба солена, базен со солена вода и сето тоа што го барате надвор од Македонија, може да го најдете во Магнезиум Medical Spa. Моите спонзори е Вина, исто така, Автоклиника Фурка, најдобрите за вашиот автомобил, Оптика Визус, како што кажав, Окабо, Промо Италија. Тоа се моите спонзори кои што се грижат да изгледам вака и за да можам да ја угостам вака добро со ваква енергија, атмосфера и продукција. Ти посакувам уште многу години, цел живот да си во Македонија. Фала многу. Те сакам Македонија, ја сакаш Македонија. Јас многу сакам Тоа е реципроцитет, си давате љубов. А љубовта е тоа што го кажа Јордан, двигателот на едно семејство, на едно општество. Љубовта е она што не прави да бидеме среќни, а среќата е Бог. Фала многу. Јордан, ако не си науспешен од тие што ја пеат македонската народна музика, можам да кажам убави зборови за тебе, бидејќи сум слушал. Никош ме немаш одбиено за оваа емисија, си човек, си лојален, си добар. Проложи така, бидејќи си единствен у тоа што го работиш. Имаш одлични хитови и верувам дека уште многу години ќе газиш на македонската сцена. Благодарам. Амин, да сме здрави и живи сите. Господ. Ивана, ти почна заедно со мене. Амбициозно си направи свое шоу, си го тераш патот кој што го сакаш, ја работиш работата со љубов. Тој што ја работи работата со љубов и работата му враќа со љубов. Така е. Движи се кон тоа што го сакаш. Господ само врати ќе ти отвора. Ти благодарам многу, ти го посакувам. Ви благодарам и вам. Дами и господа, ви благодарам што бевте наша вечерашна верна публика. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Останете на Алфа, бидејќи сте на вистинската телевизија. После мене следува вести, па шоуто со Богдан Илиевски и не заборавете, не има во сабота реприза во нешто по 18:30. Целиот овој проект немаше да биде зачинет со успех ако не беа моите Либеро Бенд. Дајте на аплауз за Либеро Бенд. Настапуваат, имаат свадби, сега ќе имаат и матурски, резервирани се, но секојаш е тука за вас, за гледачите, за фановите и за нашето шоу Вечер посуд. И благодарам што бевте на Алфа. Ви оставам во добро расположение. Ви поздравам до следно видео. Чао. Еве сега кажувам, мила моја, признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Денот што те запознав, тогаш веќе знаев јас дека топлото некаде чека мила и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеа и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Плаво мојо срце, таму мила спиеш ти и дури тоа чука, таму мила остани.
Ние добро знаеме какви бури минавме, но и покрај се досега од нас не откажавме. Сега цврсто гушниме, погледни во очиме, дека заедно ке бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму во мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Длабоко во мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани, таму мила остани.